Ке ги мерат ли партиите силите и на предвремени парламентарни избори, заедно со председателските, останува неизвестно. Иако можеби јавноста очекуваше одговор на ова прашање, СДСМ ја одложи седницата на извршниот одбор која требаше да се одржи денеска поради отсуството на некои министри од државата. Во ВМРО ДПМН се сомневаат дека владеачката партија намерно ја долговлекува одлуката со цел да ги избегне двојните избори и формирање на техничка влада како што бараат. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во интервју за Радио Слободна Европа најавува победа на избори, па чекори против промената на името, но не открива какви. Откако ќе добиеме довербата на народот, а ние ќе добиеме на следните предвремени парламентарни избори, се разбира доколку парламентарното мнозинство се одважи, ќе ги видите чекорите кои ќе бидат и ќе видите кои процеси ВМРО ДПМН ќе ги промени во иднина. Така што јас би бил навистина внимателен. Ја разбирам потребата за откривање на сензационализми пред време, но јас би бил навистина внимателен во чекорите кои што се одат еден по друг. Така што ајде најпрво да видиме дали владеачкото мнозинство ќе се одважи, ќе се охрабри, ќе се осмели да ја поддржи иницијативата на ВМРО ДПМН за распуштање на парламентот и распишување на предвремени парламентарни избори. Потоа е втората итерација, каде што ВМРО ДПМН ќе добие довербата на граѓаните, формираме влада, па дури потоа ќе одиме чекор по чекор во процесите кои што ВМРО ДПМН ќе ги промени. Од владеачката партија пак преку соопштение реагираат на изнесените ставови на Мицкоски. Мицкоски потврди дека го чека својот шеф од Будимпешта за нов заговор против Македонија. Заборавил дека Груевски оди во затвор, а тој оди на изборен пораз. За Мицкоски членството на Република Македонија во НАТО било историска грешка. Пионот Мицкоски потврди дека е на спротивна страна од народот, на граѓаните, на прогресивните сили, на спротивна страна на целиот демократски свет. Антизападниот Мицкоски ја губи поддршката во својата партија. Се рони пратеничката група на Мицкоски, само 33 пратеници се потпишале зад барањето за распуштање на парламентот. Минатата недела ВМРО ДПМН поднесе иницијатива за распуштање на собранието, но таа засега не е ставена на дневен ред. Од Алијансата за албанците по одржување на централно раководство во Тетово синоќа побараа одржување на предвремени избори. Според НСДП пак, во овој период предвремени парламентарни избори се непотребни.